Благодарам председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денес пред нас е предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем ка Европска банка за заем за финансирање на проектот воведување на брз автобуски превоз во град Скопје по скратена постапка. Основната цел на проектот е подобрување на квалитетот на превозните услуги на патниците во правец исток-центар-запад, југ-центар-север, намалување на време траењето на превозот на патниците, како и подобар пристап и користење на превозните услуги од страна на инвалидите и луѓето со посебни потреби. Овој проект ќе влијае позитивно на животната средина, односно во голема мера ќе се намали загадување на воздухот, што ќе доведе до зголемување на квалитетот на животната средина. Вкупниот износ на кредитот изнесува 70 милиони евра. Истиот има рок на отплата 15 години со вклучен грејс период од 4 години и при тоа има 1% еднократна провизија од износот на кредитот и уште 0,5% од заемот на годишно ниво провизија за неповлечени средства. Вие знам дека ќе си гласате за овој кредит, за разлика за последиците по државата. Дојдовте на власт со образложение дека ние не сме добри, ние не чиниме, а вие ќе ја исправите државата, нема државата да живее на рабуш. Не прашувавте дали имаме совест кога се земале кредитите, па сега јас ќе ве прашам вас дали вие имате совест, кој ќе ги враќа овие пари, исто како што вие прашувавте во минатото кога задолженоста на државата беше 38% или 40% од бруто домашниот производ. Направивте катастрофа од оваа држава, државата ќе банкротира, граѓаните не ќе можат плата да земат ако продолжите со ова темпо на задолжување. Ние немаме вакцини, модуларните болници не ви се готови, нема места по болниците, имаме највисока стапка на смртност, а вие се задолжувате. Ке кажам уште една причина зошто нема да гласам за овој заем, се извинувам. Прашувам зошто сите граѓани на Република Македонија да плаќаат кредит за брз автобуски превоз во Скопје. Ако има пари, градоначалникот нека направи брз автобуски превоз. Нека си земе кредит или од буџетот на град Скопје и нека го направи, што јас сум сигурна 1000% дека нема можност да се реализира овој проект. По мене приоритет во Република Македонија има автопатот Битола-Прилеп градско, кој им го ветивте во 2016 година на битолчани. Дали тие граѓани не заслужуваат да им се направи автопат? Дали тие граѓани се граѓани од втор ред во оваа држава, затоа што само југозападниот дел нема автопатско поврзување? Сега сме 2021 година, немате 1 метар квадратен асфалт турено, а ветувавте дека ќе го направите до 2018. Зошто велам дека има приоритет овој пат? Тој е од суштинско значење за стопанството, за индустријата, за туризмот, за здравството. Секој ден на Плетвар има барем по една сообраќајна незгода, а знаете дека битолчани, а и сите граѓани од другите општини умираат, особено од како дојде животот. Ке ви кажам зошто. Плюс тука е рек кој што ја снабдува Република Македонија со 70% од струјата, а од сето тоа за битолчани останаа само карциномите и ништо друго. Според Државниот завод за статистика, во последниот квартал од 2020 година во Битола има 161 родено дете, а 520 починати или минус 359 природниот прираст.
Во Прилеп минус 331 е природниот прираст, во Ресен минус 72, во Демирхисар минус 40, Могила минус 37, Новаци минус 13. Блескаме откако дојде животот во Република Македонија. Од друга страна, кажувате дека брзиот автобуски превоз ќе влијае врз квалитетот на амбиенталниот воздух. Да, точно е дека ќе влијае. Меѓутоа, сега се сетивте што ветувавте кога шаревте по институциите на државата? Зошто одма не започнавте со преземање мерки? Ништо не направивте во тој поглед, освен субвенционирање на клими инвертери. И тие, пак ќе кажам, се уште не ви се наместени, а од друга страна една информација. Ако климата кошта во продавница 36.000, на сметко потврдата е 49.000, ова можете да си го проверите. Ова знаете што значи? Истото она што значи истата шема како со вакцините и се останато. Немам ништо против автобускиот превоз во Скопје, но постои огромен диспаритет меѓу општините. Општините не се развиваат рамномерно, а приоритетите на владата се измешани. На останатите општини им треба системски развој како сите европски општини. За жал, во останатите општини на Република Македонија нема основни услови за нормален живот, а за европски да не зборуваме. Откако сте дојдени на власт, слушаме само празни флоскули, пропагандни кампањи, само со најави за воидно време, потребни наместо да имаме конкретни резултати. Имате измешани приоритети, а најголем приоритет ви е набавка преку корупција и рекет. Една година живот во страв, живот со маски, апатија. Секојдневно слушаме за изгубени човечки животи, наши блиски, роднини, пријатели, колеги. Една година здравствените работници се борат со предизвикот COVID-19, а владата и натаму продолжува да тера по свое задолжување, 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 задолжување. Ви благодарам. Faleminderit edhe juve. Ви благодарам и на вас.